Добро вечер, сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. На ваше барање вечерва интервју со господинот Југослав Петрушич. Интервјуто е во трајање некаде околу 90 минути, ние ќе пуштиме во емисија некаде околу 65 минути на тема што се случуваше, што се случува и што ќе се случува во и околу Република Македонија. Ова ќе биде емисија со најмалку најави, почитувани гледачи, само ова воведна и одјавната најава на оваа емисија. Зошто? За да има повеќе време за тоа ексклузивно интервју со господинот Југослав Петрушич. Останете со нас, останете 65 минути, ќе имате мноштво неексклузивни информации и сигурно ова нема да ви биде изгубено време и нема да зажалите. Дали македонскиот народ, македонските граѓани имаат право и дали со право се загрижени за својата иднина? Тие се загрижени дека им пропаѓа државата, дека ја губат државата. Дали со право се загрижени дека ја губат државата, дека им пропаѓа државата? Јас сматрам да македонски народ има право на своје име, да су ту роđени највеći цареви, краљеви, односно државници света и да оно мора да остане онако како јесте, односно историја како га е наместила и направила. Луѓи кои данас желе да промене то македонском народу, едног дана мора да знају, а да ако ништа друго, биќе кажнени од Бога. Добро, Петрушич, што се случи во Македонија или што ќе се случи во Македонија? Значи Македонија помина за една тригодишна политичка, драматична политичка криза, која во еден момент имаше потенцијал да ескалира во една сериозна безбедносна криза тука на Балканот. Што се случи во Македонија и што ќе се случи во наредниот период, бидејќи таа загриженост кај македонците е драматична во овој момент? Македонија геостратешки се налази на место где никад не имала мира. На крају крајева, сва преламања у свету, односно сви догаđаji još од старе Александрije, Египта, Рима, odnosno svih ostalih događaja posle toga Turske su se prelamali preko teritorija Makedonije i Srbije, koje su bila centralno mesto između istoka i zapada, odnosno severa i juga, kako god hoćete vi to nazovite. Tako da danas Makedonija je jedna od najmanjih zemalja na svetu koja je obespravljena ne samo zbog toga što njena teritorija treba da bude okupirana, da posluži kao primer drugim teritorijama da se ne buni, odatle da se krene u novu preraspodelu sveta. Između ostalog i da se uzme njena istorija, njen genetski kod i da se promeni genetski kod tih ljudi koji žive na tim teritorijama, možda duže nego bilo koji najstariji narod na svetu, kao što su i Srbi. Ja o tome često pričam i smatram da na ovim teritorijama žive najstariji narodi, normalno sa autoktonim Jevrejima. Žive najstariji narodi i da njihovo poreklo datira više nego bilo kojih drugih naroda koji danas pokušavaju da kroz naše genetske kodove, odnosno vaš genetski kod, se asimiliraju u vaše biće i da jednog dana oni budu najveći Makedonci. Ali kada? Onog momenta kad istrebe sve autoktone Makedonce. Тоа е вашата филозофија. Теза која кажувате веќе 3 години. Мислам дека во Ниш снимавме пред едно 3 години, го кажавте дека во Македонија ќе се реализира проект на формирање хибридна нација. Кај што македонците полека ќе се топат. Ќе се топат тие културолошки, религиски, национални, секакви други разлики, ќе се стопи и ќе се амалгира како една нација. Во таа нација ќе бидат привлечени или инкорпорирани и овие бегалци кои се најавуваат дека ќе дојдат или се веќе дојдени на овие наши простори и ќе биде формирана нека нова македонска нација која ќе го преземи кодот, како што велите, од она стара македонска нација. Тоа е суштината. Ако будете погледати сва дешавања у задњих 3 години, односно сва померања избеглица koje su došle preko teritorije Grčke, Makedonije, odnosno današnje Srbije i pošli prema Evropi, vidjet ćete da ti ljudi nisu došli nikakvim drugim putem, nego su namerno i specijalno dovedeni ispred makedonske granice, odnosno u makedonsku državu, odnosno današnju Srbiju, sa namerom da ona bude okupirana, promenjena, izmenjen je genetski kod. Da bi to moglo da se uradi, oni su morali da promene politiku. Da bi ta politika mogla da bude promenjena, u njoj su uticali apsolutno svi. Između ostalog, ako se dobro sećate, ja sam nekad govorio o Goranu Živaljeviću, 5 godina bivšem agentu Srbije. 2012-2013 godina, kога imavме првите интервјуа со вас снимени. Ja sam govorio da taj čovek radi za jednu grupu zlikovaca koji nemaju ni državu, ni naciju, ni veru, ni rasu, koji nemaju kod. Да, јас тогаш бев зачуден, морам да признам. Значи, ова е 2012-2013 година. Вие прв пат го спомнувате Горан Живалјевиќ. Јас не мабер кој е тој човек. Не мабер дека е во амбасадата на Србија во Скопје. И тој Горан Живалјевиќ на 27 април минатата година, кога е пучот или државниот удар, кој како не го гледа, или тоа што беше 5 октомври
за Србија тоа беше 27. април за Република Македонија, тој Горан Живалевиќ беше во главна улога. Значи 5 години после првото ваше спомнување, тој човек излезе од подрумот на површина. Го видовме кој е Горан ali isto je i Живалевиќ. sa Igorom Jugom. Isto je sa svim akterima te situacije. Isto je i sa predsjednikom države, isto je sa apsolutno svim ljudima. Ja sam mjesec dana pre toga bio optužen da ja navodno želim da budem atentator Да na... имаше во еден таблоид тука во Србија дека вие го имате на линија Игор Јук, човекот кој беше од Живалевиќ обвинен дека сака да го убие македонскиот сегашен македонски премиер господинот Зоран Заев, дека вие на линија го имате Игор Јук. Тоа пишуваше во еден неделник, односно таблоид тука во Србија, мислам дека Ало се вика. Sve je to tačno i postavljeno od istih grupa. Svaki put kad im je bilo nešto potrebno, oni su infiltrirali lažne informacije koje su trebale da posluže upravo da makedonski etablišment i makedonski narod izgubi svoju nezavisnost. Odnosno da sve bude pripremljeno, da dođe do ovoga do čega danas rade. Петрушич, имавте ли комуникација со Игор Јук? Го имавте ли на линија Игор Јук, човекот кој меѓу редови беше обвинет дека учествувал во оба убиства на Зоран Заев? Da bi shvatili koliko sam shvatio ozbiljno tu situaciju, ja sam se javio javnom tužiocu Makedonije, znači ne ja, nego moj advokat Milorad Konstantinović, istog momenta ušao u direktni kontakt sa njegovom sekretaricom, preneo informacije i poslao informacije. Jel vi mislite da sam ikad pozvan? Вие значи имате искомуницирано со државниот обвинител на Република Тако е. Македонија во врска со случувањата со 27. април? Tako je. Ali ne samo zbog toga, nego zbog čitave situacije i mnogo pre toga. O kakvoj vrsti zavere se radi protiv Makedonije? Da te vrste zavera, odnosno te korporacije koji izazivaju takve sukobe da bi na površinu stavile svoje ljude, odnosno inkorporirale svoje vlade, odnosno dovele do toga da Makedonija više bude obespravljena u svakom pogledu. Добро, Петрушич. Само индиректно преку вашиот адвокат и секретарката на обвинителот имавте комуникација или имавте Ne, ja lično sam комуникација? razgovarao sa zamjenicom tužioca, nije bila ni sekretarka. Ja sam tražio i ja lično razgovarao. Znači ja. A moj advokat je poslao mail i ostavio svoje koordinate. I rečeno mi je, ja sam zamolio zamjenika tužioca, imam njegovo ime i prezime, i broj telefona, imam i komunikaciju sa njime, i zamolio sam da budem primljen upravo da pre nego što su se desili ovi događaji, znači to je mjesec dana pre ovih događaja, odnosno pre dolaska na vlast gospodina Zajeva, da iznesem čitavu situaciju, šta se zapravo sprema na teritoriji Makedonije i kakva je to Ujudurma i zašto to pripremaju ljudi slični Goranu Živaljeviću, koji je to isto uradio 1999. godine u Srbiji. Taj isti zločinac je 1999. godine oborio isto tako Slobodana Miloševića, a napravio navdom da ja hoću da ga ubijem. Ista priča je bila u Makedoniji. Господин Петрушич, со овие тешки збори кои ги кажувате за Живалевиќ, а ги кажувате и во оваа емисија, и ги кажувате во вашите телевизиски настапи на YouTube, на социјалните мрежи во Србија, имате ли тужба од господинот Живалевиќ? Демантирал ли нешто господинот Живалевиќ? Ja nemam potrebe од ова што го кажувате? Ja nemam potrebe jer je Goran Živaljević fabrikovao sva dokumenta, imam ta dokumenta. Dokumenta koje je fabrikovao Goran Živaljević u slučajevima sličnim Makedoniji, u kojem ste vi prošli sad skoro, i način na koji ste porobljeni, to je isto uradio sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. A ne on, čitava jedna grupa ljudi koja je oblikovala način, model, odnosno sve ono što će prethoditi tome da jedna zemlja bude okupirana i da služi čemu? Da bi mogle izbeglice iz čitavog sveta, ali ne izbeglice od rata, nego ekonomske izbeglice. Da bi se napravio onaj konglomerat o kome ste mi vi pričali, da bi se naše nacije izmešale sa stranim ljudima kako iz Latinske Amerike, Indije, Afrike, Azije. Ovde je došlo iz 40 zemalja izbeglica koji imaju više novca nego svi mi zajedno kad izađemo. Знаете дека ово го предават на Факултетот за безбедност во Скопје. Вела дека неколку десетини илјади луѓе се веќе присутни во Македонија како економски избеглици или емигранти со многу пари, имаат купено станови во Скопје, дека ние безмалку не ги гледаме тие луѓе бидејќи толку се добро инкорпорирани во македонското општество и веќе функционираат. Така да ова што вие го говорите им се предава и на студентите на Факултетот за безбедност во Скопје. Тие луѓе се веќе тука, значи ние не ги чекаме, тие се веќе тука. Ali vi to ne možete da uradite bez ljudi kao što su Goran Živaljević, kao što su mnogi drugi koji su stojali za mene, koji su hteli moju glavu da ta istina ne bi izašla. Nemam ja ništa protiv gospodina Zajeva, niti bilo kog predsjednika koji je legitimno izabran, ni nisam se bavio gospodinim Zajevem. Ali ko je nametnuo da ja hoću gospodinu Zajevu da naudim?
Ko je taj čovek koji u novinama napisao da Jugoslav Petrušić organizuje Igora Juga, koji plus od svega onoga što priča, čak i hrvatski ustaša. On je i četnik, i ustaša, i ubica, i makedonski četnik, i pitaj Boga, on možda bude šta god hoćete. Znači izgleda Goran Živaljević v intervju kaj Milomir Marić go posočuo Igor Juk. Igor Juk do togaš 2-3 mjeseci v bekstvo, nikoj ne zna kade, ima somnež дека се крие некаде на територија на Србија, меѓутоа никој не знае каде, не може да биде најден од македонските власти. Горан Живалиевич прв пат го спомнува дека тој е човекот кој нешто крие позади грбот, предпоставува дека огнено оружје со кое сака да го екзекутира Зоран Заев, и неколку дена после тоа го наоѓаат Игор Јук. На така го наоѓаат на 100 метри од полициската станица во Куманово во станот на неговиот татко. Па тука апсолутно и мали деца не може да не видат дека стана збор за една класична режија која се прави. Кај што Горан Живалjević е еден од клучните играчи. Ali Goran Živaljević 1999. godine me oteo me fizički, uzeo mi pištolj s kojim je ubio Arkana. Uzeo je snajpersku pušku Antis 12, gde je kasnije izvršio egzekuciju Zorana Đinđića. Goran Živaljević ne pripada srpskom narodu, ne pripada makedonskom narodu, ne pripada ni jednoj društvenoj zajednici. On je profesionalni ubica za svoju sektu, a ta sekta nema ni ime ni prezime. Петрушич, 99 година и вие се обвинети за убиз атентат врз Слободан Милошевич. Nikad me niko nije pitao. Nikad niko, ne postoji atentat u optužnici. Горан Живалjević ви има сослушувано како дел од таа операција Паук или Пајак за елиминација на Слободан Милошевич. Дари Горан Живалjević ви има вас лично сослушувано. Goran Živaljević me lično hapsi. Mene lično hapsi. I nije problem što me hapsi. On me hapsi kao agent srpske tajne službe. Ali on me odvodi u privatnu kuću, na Vračaru. On me ne vodi u zatvor. On sa ljudima ko što su Goran Matić, odnosno Zoran Manjgotić, priprema operaciju kako da uništi Slobodana Miloševića i čitavu srpsku državu. Kako da zločine, navodno koje su počinili ljudi iz srpskog etablišmenta, pripiše Slobodanu Miloševiću i srpskom narodu da bi napravio svoju zemlju. Ista stvar je urađena u Makedoniji. Kad budete pogledali malo bliže, vidjet ćete da njegovi saveznici u Makedoniji su isto iz tajne službe, koji su sve na isti način učinili i izvršili promenu na isti način kao što su izvršili u Srbiji. I nije sigurno da gospodin Zajev ne prođe kod Đinđić. Znači, dobro pratite sad šta Jugoslav Petrušić kaže. Ovo se teški zbori. Ne. Ovo se teški zbori. Ne, ovo je teško životno iskustvo koje sam ja živeo. Ovo nije zbor. Ako budete pratili politiku... Петрушич, Заев, кога е во официјална посета на Црна Гора, некаде пред 2-3 месеци, има средба со дел од црногорското раководство и самиот во интервју за една црногорска телевизија вели, може би мене ќе ми се случи тоа што требаше да му се случи на Мило Џукановиќ, нели, обид да биде извршен атентат, нели русите бе обвинети за тоа. Заев тоа сам ги има кажа. Мислите дека животот на Заев во моментот е во сериозна опасност или бил во сериозна опасност? Не, политичка ситуација е у озбилна опасност у Македонија. За потребе политike, odnosno za potrebe stvaranja dolaska tolikog broja izbeglica koji treba da dođu sa te strane, odnosno da uđu preko Grčke, Makedonije, Srbije u Evropu, mora da se desi nešto strašno. Znači, u tim političkim procesima treba gledati kolika je opasnost po političke protivnike. Pustite vi ime i prezime predsjednika, pustite mesto i vreme. Bitno je koja vrsta politike, gde, kad i na koji način se nešto dešava, šta će biti i šta ta politika treba da donese. Sada, Makedonija odlučuje o svom imenu. Ko odlučuje o tome? Da ne odlučuje slučajno Grčka? Ko pita Grčku kako se zvati Makedonija? Ko pita Grčku? Došao je tamo jedan Paja Patak, Mickey Mouse, koji odlučuje kako će se vi zvati. Vi. I taj čovek danas odlučuje o vama kako ćete se vi zvati. Ko je on za Makedoniju? Recite mi, znate li šta je on pre toga radio? I kome je sve prodavao? I čime se sve bavio? Njegova politika je dijametralno suprotna od onoga ko danas vlada Amerikom. Dijametralno suprotna od onoga ko vlada Rusijom. Oni hoće njihova sekta da vlada. Петрушич, ако добро ве разбирам, значи промената на името Македонија е еден од клучните елементи на реализација на целиот проект за економско окупирање на овој дел на Балканскиот полуостров, доаѓање на богати избеглици, не овие сиромашни избеглици, нели, кои патуваат со $20 во джеп, туку со на богати избеглици, дека името на се смени на Република Македонија е еден од клучните елементи тоа се реализира. Од 700.000 ljudi koji su prošli kroz Grčku, Makedoniju i Srbiju,
U svakoj zemlji, u Makedoniji ostalo više od 10 do 12%. Kad kažem ostalo, nisu ostali da žive. Ostavili su, kupili su stanove, kuće, ostavili traga, uzeli papire. Znači, oni mogu da se vrate kad god hoće. Ali ko? Ne oni. Njihove familije. Kad je Francuska propala? Onog momenta kad su ljudi koji su došli iz Afrike i Azije doveli svoje žene, decu, babe i dede. I svako je doveo po 20 ljudi. Ko možda utvrdi ko su njihove familije? Volim da vidim čoveka na ovom svetu ko će da utvrdi ko su njegova deca i da li je on njihov otac biološki. Nijedan crnac koji je doveo decu u Francuskoj, ja sam svedok, vidite mene, nije doveo svoju decu, nego uzeo decu iz sela i doveo ih i prima za njih po 3, 4, 5 ili 10.000 eura. Nebitna suma novca koju prima. I koristi državne resurse, ista priča će biti kod nas. Petrušić, znači da pojasnime za našите гледачи. Горан Матич беше министар за информации од партијата на Мира Марковиќ, сопругата на Слободан Милошевиќ, еден од најблиските соработници на Милошевиќ, министар за информации и координатор на сите тајни служби во времето на тогашна СР Југославија. Тако е. Сега работи за потребите на CNN и соработува со неколку македонски влади, веројатно и со владите во регионот, продава рекламно време на телевизијата CNN, има бизнис во Чешка, во Прага. Da, ali taj čovjek danas radi za Rusiju. U Češkoj radi u Ministarstvu inostranih poslova. Taj čovjek nema zemlje u kojoj ne funkcioniše. Јас со него се немам слушнато 3 или 4 години. 2 или 3 дена пред 27 април он ми се јави, тој ми се јави од Прага, вели дали има начин Зоран Заев да го добие мандатот без согласност на Ѓорги Иванов. Само едно прашање ми постои. Јас викам добро, од каде одеднаш овој човек се појави? Го немаше. 3-4 години, 2 или 3 пати го барав за интервју. Не ми креваше телефон, се јави на 3 дена пред 27. Taj čovjek je koordinator svih terorističkih akcija na Balkanu. Goran Matić. Jedan od koordinatora, kad kažem on, ne mislim samo na njega, nego na te grupacije ljudi. Tako i kod vas imate ljudi. Oni svi zajednički. On sa ljudima iz Makedonije danas, imam čak i imena, ja ću ti ih poslati da to možeš na kraju emisije da pustiš imena iz Makedonije sa kim ima firme u Češkoj. Svi su iz vlade Makedonije. On sa njima ima firmu u Češkoj, ali ima i sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, ima s ljudima iz Hrvatske, ima sa ljudima odakle god hoćete. A najbliži je prijatelj danas sa Rusima, sa Amerikancima, s kime god hoćete. To je priča... Korporacija. Tako je. Nemojte da gledate Gorana Živaljevića kao Gorana, nemojte Igora Juga da gledate. Igor Jug nikad neće da nastrada. Именно Горан Живалјевиќ. Тој е човекот кој работи во Српската амбасада во Скопје, кога е 27 април или пучот или државниот удар во Македонија влага во македонскиот парламент со објаснување дека дошол тамо да види дали припадници на навијачките групи од Србија дошли учествувале во државниот удар во Република Македонија. И се слика. Не, да вас питам. Ti isti ljudi, uzimajući njega i Tomu Đurina, bivšeg ambasadora koji je bio dole, su bili ljudi koji su oborili Slobodana Miloševića. Na istovetan način ko što je pala vaša vlada. Na isti način? Ne na isti, još gori, još brutalniji. Ali kako? Narod vaš mora da bude osuđen za zločine. Odnosno srpski narod. Sećate se šta su odmah obećali? Da će Šiptarima dati da su Srbi izvršili genocid... Na Albanci, da. Da su Srbi izvršili genocid na Albancima. Ali nisu Srbi. Nego svi pravoslavci koji su bili dole. Dole nisu živjeli samo Srbi. Велики Србите биле до 41 година. До 56 година е македонски власти. Значи, Србите и македонците треба да бидат единствени два народи кои се геноцидни народи. Се slažeš sa mnom? Да, тоа е суштината. Znači, ista stvar je bila u Ovčari, u Srebrenici, u Batajnici. Isti ljudi su istu liniju napravili. Jer oni su poznati po tome. Да, и сега развија тоа на теза дека всушност македонците ги македонизирале или словенизирале албанците православци, ги направиле македонци. Тие што не можеле да ги македонизират, ги имат елиминирано. Ако тоа не се случило, тогаш албанците биле најмалку 50% во република. Тоа е тезата. Ако албанците се 50%, тога зашто државата би сикала Македонија? Ви данас за пријатели има стратегија, Петрушич, во ова. Има концепт во ова што се прави. Ви данас за пријатели више имате Турке nego bilo ko katolika, nego Albance, nego Bugare, nego Grke. Danas oni hoće da istrebe, znači pričam vam da istrebe, Makedonci i Srbe, poslednje prave pravoslavce na svetu. Znači hoće da nas istrebe, ali zašto? И читавте информацијата на Ердоган и партијата на Ердоган. Да, отварат партиски представништва во 7 држави во светот.
петте најголеми светски држави, тоа е Германија, Америка, Русија, Велика Британија и Франција и две други држави, едната Босна и Херцеговина очекувано да има тамо партија или партиско представништво, втората Република Македонија. Значи Македонија е клучна за турските интереси. Една од 7 светски држави и точки во светот кои се клучни за турските интереси. Bez opstanka te teritorije, odnosno koja je dovedena na rub propasti i dovedena i data u ruke ljudima koji nemaju nikakvog interesa da je zaštite. Isto je sa Grčkom danas, isto je sa Bugarskom. Dobrim delom to se preliva polako prema Kosovu, Albaniji, odnosno danas prema Srbiji. Ako dođe do tog sukoba, nestaće Izrael, odnosno nestaće Jerusalem. Ako to nestane, nestaće Evropa, nestaćemo i mi. Ovaj deo pravoslavaca koji će nestati na ovim teritorijama će definitivno biti uništen kao religija. Samo je pitanje dana kad će jedan veliki državnik, ko što je Putin, kome prete svaki dan, koji je veliki koliko je veliki, koji je moćan koliko je moćan, koji je najmoćniji danas na svetu. I pitanje kad će on pasti na kolena. Onog momenta kad on padne, Rusija će otići u prah i pepeo, to ljudi ne znaju. I svaki put kad je Rusija bila najmoćnija, onda kad su je srušili, ona je padala na kolena i otišla u prah i pepeo. Isto je sa Amerikom. Ako danas ostranite Donalda Trumpa i ako padne na kolena, doće svejaš da je sveta i ujedinit će se sa svim zločincima na teritoriji Evrope, koji će omogućiti da nestanemo ko ljudi. Ko može da preživi? Oni zato i prave ljude koji će doći da okupiraju Bugarsku. 2,5 miliona kuća je prazno u Bugarskoj. U Grčkoj su ispraznili blizu 2 miliona kuća. Danas u Makedoniji preko 300 do 400 hiljada kuća je prazno. U Srbiji je prazno blizu 1 milion kuća. Sve to treba da bude kupljeno. Da ne pričam posle Hrvatsku, Bosnu, Kosovo i tako dalje. To je jedna ogromna strategija sa mnogo para. Svaki izbeglica danas vredi 150.000 eura. Kako? Deo daju Ujedinjene nacije, deo daje Evropska unija, a deo plaćaju njihove familije u Evropi i plus oni što nose novac. I to nije sirotinja. Puta nekoliko desetina miliona tih izbeglica koji će jednim krakom ići kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju i tako dalje, drugim krakom preko Portugala i Španije, a trećim krakom će ići preko Francuske i Italije. I ti ljudi treba da reše sudbinu upravo Balkana. Da bi mogli da reše, oni moraju da reše pitanje Makedonije. Петруш, што се случи на 27 април? Па, Вие велите имавте информации месец дена или на месец пред тоа да се случи, сте контактирале дел од официјалните власти во Република Македонија, јавното обвинителство, заменикот на нивниот обвинител, сте презентирале преку вашиот адвокат дел од сознанието со кои располагате, ве спомнува во дел од белградските медиуми дека имате комуникација со Игор Јук, кој е еден од првоосомничените за тоа што се случи во македонскиот парламент. Што де факто се случи на 27 април? Не само 27, mnogo se to ranije dešavalo, neki ljudi koji su dole otišli, isti oni ljudi koji su nekad učestvovali u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Između ostalog dole se nalazili neki moji prijatelji koji su me zvali telefonom i rekli da ne diram Igora Zajeva. Ja kažem, jeste vi normalni, šta je vama, gde je vama problem? Znači, to su oni isti ljudi koji su izmislili lažni atentat na Slobodana Miloševića. I to je nastalo u kontinuitetu. Onda kad im je to bilo potrebno, oni su to izbacili u novine. Jedne novine, koje su to napisali. Pa ne more u site, dovoljno во едни, за да може šta се je врти. bitno od toga? Što su strani mediji to preneli. Веднаш. Tako je, tu vest. Ja sam otišao kod tih stranih medija, kažem gde je problem i shvatio gde je problem. U Makedoniji se tada nalazio Toma Đurin i nalazio se Goran Živaljević. Dvojica ljudi koji su pravili čitavu aferu 1999. godine. За рушење на Милошевиć. Za rušenje čitavog tog sistema nije se radilo o Miloševiću. Radilo se o mnogo većim stvarima nego što je Milošević. Radilo se o Republici Srpskoj, radilo se o Hrvatskoj, radilo se o Bosni i radila se priprema uništavanja ovoga što se dešava u Makedoniji. A stvaranje Velike Albanije. Sad da kažete дека тие двајца кои се тогаш присутни во Македонија, еден од нив е Горан Живалјевиќ, тие го имат изменаџирано сето тоа. Прво објавување во весникот Ало, а подоцна и пренесување во странски медиуми дека вие треба да учествувате во атентат на Зоран Заев или во случување во македонскиот парламент. Ne, oni su to napisali u novinama jer to legenda koja prati. I navodno sam ja prijatelj Igora Juga. Navodno, ja nikad u životu čoveka nisam vidio. Не го познаете. Tako je bilo i sa Miloradom Pelemišom, da sam navodno sa njime počinio Srebrenicu. Ali to traje 20 godina. Evo sad, pre mesec dana je novinarka Milijana Baletić, jedna od poznatih novinara srpskih, rekla ko 1999. godine da sam ja izvršio zločin u Srebrenici i da sam teo da ubijem Slobodana Miloševića.
Значи, вие сте како баба-рога, а треба некаде да се направи одредена приказа за атентат на Балканот, прво што го посочувате Југослав Петрушич. Значи, вас како баба-рога, вашето име го користат за сите можни валкани работи кои се Не, на дошло е Балканскиот време да полуостров. луѓе упале светло. Дошло е време да луѓе упале светло. Добро, и кога ќе упала тоа светло, каква е улогата на Горан Живалевиќ? Што прави тој во македонскиот парламент и во Македонија 27 април минатата година? Он е имал задатак со луѓима из Македонија да замени читаву власт. Има задатак, негов задатак. Значи да го донеси Зоран Заев на власт. Тако е. А Значи, не он. Значи не да го убие, туку да го донеси на власт. Тако е. Ali se čitavim grupacijama ljudi koje su oni tada finansirali u Makedoniji. A uslov za sve to je mnogo širi i dalji od svega što vi vidite. Odnosno sve ovo što nam se sada dešava. Goran Živaljević normalno danas u penziji, ali će on brzo biti vraćen u diplomatske vode. Brzo će dobiti neko mesto koji Goran Matić. Brzo će dobiti neko mesto koji svi Makedonci koji završe svoj zadatak protiv Makedonije. По тој период една цела српска екипа е околу Зоран Заев. Тука е господинот Башановиќ, ако не се лажаме поранешен кум на сегашниот српски председател господинот Вучич. Значи тоа се луѓе кои учествуваат, го советуваат, прават конекции на Зоран Заев со одредени балкански центри на Зоран МОКТА. Заев je samo Први се примени од Зоран Заев кога дојде во Zoran Zaev je премиерскиот кабинет. samo jedna figura koja se koristi u datom momentu. Isto je bilo sa Vojislavom Koštunicom, koji će kasnije morati da oslobodi sve šiptarske, albanski u stvari, sve albanske zatvorenike, koji će morati da oslobodi sve teroriste, da nisu više teroristi. Zamislite šta je uradio Vojislav Koštunica? Тоа се случува во Македонија, знаете? Pa ne da se... Јас ги гледав вашите последни интервјуа и кога вие го анализиравте моделот на Воислав Коштуница, дека тоа е човекот кој ги има ослободено сите албански терористи, веднаш ми беше јасно дека тоа се случува во Република Македонија. А како... Тоа се случуваше 99-та година, истиот е модел. Лјупчо Георгиевски доаѓа на власт во Република Македонија, првата одлука која таа влада ја прави, ги ослободува сите во наводници политички затвореници, во најголем дел се албанци, во најголем дел ти учествуваат во војната 2001 година. Што прави оваа влада? Ослободува некаде околу 1700, ајде да речеме 2000 политички затвореници, кај што еден голем дел се ови албански терористи. Ali dobro. Има генеза, има логика на се ова што го зборите. Svaka priča je uvek ista. Isti ljudi učestvuju na isti način, ali to što su oslobodili teroriste, to je jedna stvar, Vasko. Kako da oslobode ljude koji su ubili pripadnike državnih organa Makedonije koji su branili Makedoniju? Mislite za ovo što je во диво населје во Команово? Opšte je nebitno gde su poginuli ti pripadnici makedonskih bezbednostnih snaga. Policija, vojska, državni službenici, policajci, opšte je nebitno kako se oni zovu. Kako jedan predsjednik države može da oslobodi ljude koji ilegalno ubiju pripadnike makedonskih bezbednostnih snaga, srpskih bezbednostnih snaga? Za koga radi taj čovjek? Kome pripadaju ti ljudi? Значи вие A da svi ćute? Вие го кажавте надвор од Македонија, тоа што е клучно и што треба секој македонец да го знае, дека промената на името Република Македонија е клучен елемент на реализирање на целиот проект. Што се случува после доаѓањето на Зоран Заев? Промена имена. Значи, Македонија се откажува од својата историја и вели до 45-та година сме имеле иста историја со Бугарија, се откажува од својот јазик, да е државен јазик, единствен во Република Македонија, прифаќа тоа да биде албанскиот јазик и влегува преговори за промена на името. Значи се обезличува Македонија за да може да биде територија која ќе се стави на располагање на овој проект. Nestane li Makedonija, nestaće i Srbija. Dobrim delom. Nestaće Izrael. Te dve teritorije danas koje su ključ bezbednosti na Balkanu, koje se jedine i bore, koje ne žele da budu pokorene, takve kakve jesu, male, čvorugave, bezlične, nazovi kako god hoćeš. One ne žele još da se predaju. I ti ljudi koji ne žele da se predaju, danas ne dozvoljavaju ni da padne Izrael. Ako te teritorije padnu, pala je Evropa. Onda će svi shvatiti šta su uradili. Петрушич, 5 или 6 интервјуа сме снимале, така? И во сите интервјуи го спомнувате Израел. Првата емисија кога го правевме интервјуто, викам што збори човекот за Израел. Па втората повторно Израел, па третата повторно Израел, четвртата викам аман што направи со овој Израел. Ептен отече. На крајот ние всушност сваќаме што сте сакале да кажете со Израел. И тоа го свативме пред 2 месеци, кога американскиот председател Доналд Трамп донесе одлука американската амбасада од Тел Авив да се пресели во Ерусалим. Тогаш разбравме дека отпочнува битката кој ќе има контролата врз најголемото светско светилиште. Дали тоа ќе се христијаните или ќе се муслиманите. Тоа е суштината на Израел. А вие тоа го говорите 5 години. Јас после 5 години всушност сватив
Која е играта околу Израел и Јерусалим? 20 година traje moja borba da dokažem da korporativne vojne grupacije, ko što su Goran Živaljević, kojima on pripada, njega uzimam kao sinonim. Znači, ne uzimam ja Gorana Тие Živaljevića. може да се пешадија. Tako. Тие може да се пешадија, не мора да се тие генералите. Znači, takve grupacije ljudi, punih 20, odnosno 30 godina, na teritoriji bivše Jugoslavije postavljaju vlast od Slovenije do Makedonije. Odnosno, na ovim teritorijama instaliraju različite vrste sudova, kao što je bio Nirnberški sud, odnosno Haški, koji ovde deluje da bi napravio novi svetski poredak. Nigde u nijednoj zemlji na svetu... Тука се тестира. Tako je. Ne testira. Ovaj narod se stavlja da budu robovi. Ne testira se. Ovaj narod nema prava da bude zaštićen. Njegovi službenici ginu braneći ovu zemlju, a predsjednici država, navodni predsjednici, pardon, isto predsjednici država te zemlje, oslobađaju teroriste od krivičnog dela njihovog ubistva. Петрушич, ако падне Израел, ако падне Јерусалим, не во христијански, туку во муслимански раци, гледате која престижна, која мокна ќе биде улогата на муслиманите во светот. Da vam kažem jednu stvar, ako padne... Суштината на целиот процес е тоа ли? Ne, dobro me poslušajte, niko ne vidi ovo što ja vidim. Ako padne Izrael, pašće i Erdogan, pada i Turska. Nije ovo pitanje samo Izraela, nije ovo pitanje Makedonije i Srbije, nije ovo pitanje Evrope. Ovo je pitanje... Ке оди како домино. Tako je, ali ovog puta pada i Erdogan. I to domino ќе падне тамо некаде до Виена. A muslimanski svet koji treba da dođe, odnosno zloupotreba muslimanskog naroda, ne muslimanski narod, da ga ja sad prozivam da je on zao narod. Da, nije nema ništa protiv muslimanskog naroda. Nego ne govorime za pojedinci. Zloupotreba ljudi koji će koristiti muslimane kao paravan, ko što su nekad hrišćane koristili, i gurnuti ih novim teritorijama i ići prema Evropi. Pa jedna, втора крстоносна војна. Jeste, ali to treba da... Повторно сеја крстоносни војни, повторно христијани и муслимани. Значи, тоа е единствено место во светот кој има капацитет за голем, многу сериозен конфликт. Тоа е Израел. Poslednja linija odbrane opstanka ovog našeg sveta, Jerusalem. Ако тоа падне, па е све. Ako to padne, niko nije više bezbedan na svetu. Niko više ne može da garantuje bezbednost jednom čoveku, nebitno koje vere, koje rase i koje veroispovesti. Имаме една дилема, Петрушич. Велите дека Ердоган е клучен. Ердоган е голем пријател на Македонија. Во исклучително добри односи со македонскиот председател господин Ѓорги Иванов. Со исклучително добри односи со партијата која падна од власт, ВМРО ДПМНЕ. Ако во моментот на македонската политичка криза пуштеше само 1% од бегалците кои се на територијата на Турција да влезат во Македонија, максимално ќе беше засилена позицијата на Ѓорги Иванов. Со така засилена позиција на Ѓорги Иванов, Заев немаше шанса да дојде на власт. Зошто Ердоган не ги отвори вратите за бегалци да дојдат во Македонија? Некој му рече тоа да не го прави. Кој му нареди Ердоган да не ги пушти бегалците во Македонија? Uticaj današnje Rusije, odnosno ljudi koji se nalaze oko Putina, koji sve ne govore Putinu, koji su počeli da mešetare i da rade. Uticaj rata u Siriji, uticaj Kurda koji su enormno bogati, koji su bolesno bogati. Ima uticaj da neke stvari i neka dešavanja kod nas na Balkanu budu zaustavljena. Ne samo politički, nego kupljenim, odnosno datim novcem da budu zatvoreni procesi koji će na kraju rezultirati time da male države, ko što je vaša, odnosno moja država, budu kažnjene. Sad te kažete, neka Ердоган во соработка или консултација со Русија не ги пушти бегалците? Тако е. Векот на македонската политичка криза? Тако е. Видите, знаете зашо ја прашам? Постојано се говори во Македонија, и тоа се измисли во оној момент кога Хилари Клинтон падна од власт, дека всушност Македонија е првата брана за борба против руското влегување на Балканскиот полуостров. Видите, и ова влада е донесена на власт за да го спречи натамошното руско освојување на Македонија и Балканскиот полуостров. И што се случува? Главните политички средби Зоран Заев ги прави во хотелот Македонија Палас во Солун, кој е во собственост на господинот Савидис, човек од партијата на Путин. Еден од главните играчи, без кого не може да биде формирана грчката влада. Главната средба на македонскиот и грчкиот министар за надворешни работи во хотелот Македонија Палас, собственост на господинот Савидис. Видите, тоа е парадоксот. Испаѓа дека Русија
сакала да дојде ова што се случува во Република Македонија, од многи- некои своји политички интереси. Mnoge stvari koje su dešavale na Bliskom istoku, koje se danas dešavaju na Balkanu, odnosno koji se dešavaju na rubu Afrike, uzimajući čitav taj deo gde su Egipat, Libija i ostalo, Rusija ima prevlast nad mnogim zemljama sveta, pošto je postala vojna velesila. Sasvim normalno da se umešala i da je tražila to što treba da traži. Ali mnogi ljudi koji su na licu mesta, pošto su nedovoljno iskusni u mnogim stvarima koji rade, ne prenose sve kako treba na dovoljno čitljiv način Vladimiru Putinu, nego se kriju iza njegovog imena. Šta je problem kod pravoslavaca? Što se stalno kriju iza jedne ličnosti, iz jednog lika, iza jednog čoveka. I sve što rade, čak i svoje greške koje prave, oni pokušavaju kroz to da operu i da naprave. Takva politika i takva vrsta koja je dovela do toga da taj Erdogan, čovek koji je bio u Turskoj stabilan, shvati da će biti oboren od koga? Od ljudi koji su Fatiha Gulana držali u Americi. Ko je pogurao Fatiha Gulana da ubije taj Erdogan? Zna se. Možda opet korani vode na isti način kod istih ljudi. Ali on je smatrao da je to američko krilo. Pobunio se protiv njih i počeo protiv njih da radi. Takva politika je počela da mu nanosi ozbiljne probleme. Čim se malo pobunio, s jedne strane su ga napali Rusi, s druge Amerikanci. Jedni su pobunili Kurde, drugi su mu dali izbeglice, treći su mu dali pokušaj atentata. On ne može da opstane sam. On je morao da potraži negde prijateljstvo i da zakopa ratne sekire. I sa jednim i sa drugima. Razmišljajući o svemu tome, najjeftinija cena mu je bila da pusti Makedoniju niz vodu. И ја пушти. Pa morao je da je pusti, ali je zato prihvatio Srbiju. Zato je doveo Bakira Izetbegovića i rekao mu moraš da ćutiš. Stabilnost mora da postoji. Da ne bi nastao pakao na Balkanu. Пред 10 дена имаше средба на Вучич, Ердоган и Бакир Изетбеговиќ во Турција. Da ne bi nastao pakao na Balkanu. Jer Šiptari na Kosovu, Албанци. Albanci na Kosovu, kao narod, to su ljudi koji su nekad rasli i živeli pored mene. Manja grupacija ljudi... Вие сте од областа Прешево, Медвеđe, Бојановаc. Tako, iz Medveđe. Значи, вие сте растали, значи, Većina tih ljudi je živela sa mnom. I danas imam prijatelje gde god hoću. I danas se družim sa njima i živim s njim. Znači, ne pričam kao nacionalista, protiv njih. Pričam protiv grupe ljudi koja je okupirala Albance na Kosovu. За кого зборите? За Рамуш Харединај. За групу ljudi. Вие го сметате Рамуш Харединај клучен во целиот тој проект. Ramuš Haradinaj je ključan za izvršenje zadataka tog projekta. Ko je Ramuš Haradinaj? Ko je Ramuš Haradinaj? Ramuš Haradinaj je jedan stolar, znači čovek... Stolar. Kad kažem stolar, čovek nižih intelektualnih sposobnosti, pošto svojevremeno kad je 94. na 95. se trenirao u Ženevi u jednom vojnom kampu Legije stranaca, bio sam prisutan. Znači, ste prisutan po Švejcarija 94-95, kao što je treniran Ramuš Haradinaj. Ne samo on, nego mnogi drugi Albanci, pošto sam pratio te kanale i između ostalog i hapsio mnoge ljude između Ženeve, Lozane, San Galena, Ciriha. Znači, Ramuš Haradinaj je stolar. Tada je bio stolar, radio je kao izbacivač posle toga u jednoj diskoteci, posle diskoteke, počeo je da se trenira, znači počeo je da trenira vojne nauke, nije mu dobro išlo, znači nije mu dobro išlo. Vojna diskoteka vo Kosovo ili vo Romanија? Ne, u Švajcarskoj, ne, u Švajcarskoj. Дека има информација дека тоа го има работено и во Романија. Ne. Radio je u Švajcarskoj i uvijek je bio drugi čovek, treći čovek, četvrti čovek. Dobro, Петрушич, гледате, нашиот лидер или еден од лидерите на албанците бил Авто Лимар. Ова е столар. Значи, гледате од кои милиони ги регрутираат тие луѓе, кои ги тренираат и подосна се главни оперативци или главната пешадија на реализирање на целиот тој проект. Ali isto su radili sa Ante Gotovinom, isto su radili sa Naserom Orićem, isto su radili sa Miloradom Ulemikom Legijem. Njima trebaju legende iza kojih će svi da se sakriju. Problem sistema o kome ja pričam, kad ja uzmem Gorana Živaljevića, on me najmanje interesuje. Sistem koji stoji iza njega je jako bitan. Истиот систем стои за Горан Живалјевиќ изврз за Рамуш Харадинај? Apsolutno isti. Znači isti sistem? To su isti sistemi koji takve ljude aktiviraju. Isti taj sistem svaki dan u novinama, na televiziji će reći da Jugoslav Petrušić pokušava bilo kog predsjednika sveta da ubije. Između ostalog bio sam optužen i za Kira Gligorova. Добро, Петрушич, гледате, вие сте дел од француските тајни служби или сте работеле за француски служби. Франција активно учествува во, ајде да речеме, градењето на имиџот на Рамуш Харадинај и негово носење на функцијата премиер на Косово. Значи, 20 на дена е тој апсен во Франција, држен, или одлучува Франција дали ќе
го екстрадира или нема да го екстрадира? 6 месеци пред тога sam ispričao šta će da urade neki ljudi iz Francuske. Ne, neki ljudi iz Francuske. Pa nije Srbija učestvovala u prevratu u Makedoniji, nego grupa Gorana Živaljevića, grupa Gorana Matića, grupa nekog... Група од Франција Ne, работела на носење на Рамош Харадинај на чело на премиерската функција во Косово? tako je. Ozbiljno, i to sam upozorio 6 meseci ispred toga. Isto ko što sam za Zajevo upozorio. Isto ko što sam upozorio Slobodana Miloševića 10 meseci šta će mu se desiti. Isto ko što sada upozoravam šta će se desiti narodima ko što su naši narodi na ovim teritorijama u slučaju da dozvolimo prolaz zločinaca koji će omogućiti da mi budemo okupirani, kad kažemo okupirani. I to su jadni ljudi koji dolaze. Ne. Моќен ли е Рамош Харадинај? Da li je on moćan? Да. On ne, ali je moćan sistem koji ga drži. Projekat u kome on danas postoji je u stanju da ugrozi bezbednost i Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Системот кој стои. Sistem koji ga ima, znači sistem koji ima Ramoš Haradinaj. A sad ću da objasnim, ja te molim samo 3 minuta, 2 minuta mi treba da ti objasnim zašto. Добро, 2 минути во оваа емисија, многу пократко ако Evo, може najkraće. 1980. godine ti ljudi su od Slovenije do Makedonije već počeli da se udružuju kad je umro Tito. Ti generali i pukovnici. Тој систем. Sistem tih albanskih generala, pukovnika koji su još bili u Hrvatskoj. Između ostalog i Ademir Rahman i tako dalje, Agim Čeku. I kompletna ta struktura ljudi. I onda su počeli da upoznaju ljudi kad su došli UNMIK, KFOR, šta ja znam, Hrvatska, Bosna, Kosovo i sve je to radilo. Pa su onda upoznali sve teroriste koji su iz Bosne se preselili na Kosovo. Pa su onda upoznali sve političare koji su došli u svim tim procesima. I šta je tu simptomatično? Da su se u sve strukture infiltrirali. Pa su onda otišli u Latinsku Ameriku i drže drogu u Kolumbiji. Znači, oni danas nemaju mesto na svetu u kome ne funkcionišu, u kome nemaju ljude. Oni više nisu, šta ja znam, projekat Velike Albanije. Oni su jedan konglomerat u svetu i mogu da deluju preko čega god hoće. Preko Latinske Amerike, preko Indije, preko Afrike, preko Kine, preko Azije, preko Rusije, preko Amerike. Oni svuda imaju ljude. Imaju nevladinim organizacijama, imaju terorističkim organizacijama, imaju vojnim organizacijama, imaju vojnim korporacijama, imaju bankama. Znači, oni više ne predstavljaju teroriste. Oni predstavljaju jednu mnogo složenu organizaciju, znači, prati me dobro, jednu mnogo složenu organizaciju koja za cilj ima da deluje svuda po svetu ako projekat počne da propada te organizacije. Ako počne da propada. A vi ste, kako mi kažemo, kad stavimo voćku na tortu. Znači, Sreša. Tako je. Sreša na torta. Makedonija je trešnja na tortu. Vi ste ta trešnja. Петрушич, минатата емисија спомнавме 3000 терористи кои тренираат во Косово и во Албанија и дека постои опасност дел од тие терористи да се префалат на територијата на Македонија. Тоа всушност беа бугарски разузнавачки информации. Значи, бугарските медиуми први ги објавија тие информации, ние ги искоментиравме тие информации, а Бугарија, како што сега се покажува, е во исклучително блиски односи и релации со Косово и со Албанија. Бугарските служби и албанските служби апсолутно координирано работат околу иднината на Република Македонија. Таква како што сакат. Ајдемо овако да не би било због гледалаца кои су то гледали да смо ми измишljali и причали глупости. Ја ću vas zamoliti da uz ovaj snimak, kad sada pričam, pokažete jednu mapu koju ću vam ja dati. Znači, danas na teritoriji Makedonije, znači na teritoriji Albanije, pardon, se treniraju ljudi iz Katalonije. Danas se treniraju teroristi iz Katalonije. Danas se treniraju teroristi iz Lombardije, danas se iz Baskije, danas se treniraju tamo teroristi iz Makedonije, danas se treniraju tamo teroristi iz Irana i tako dalje i tako dalje. 13 logora danas funkcionišu u Albaniji javno. 13. Tako je, logora javno funkcioniše. Tamo ima ljude, teroristi od Katalonije, od Baskije, od Ne samo ljudi. 2000. godine do 2008. i 2009. godine svi istraživači, doktori, šta ja znam, nevladine organizacije su upravo najviše došle iz Katalonije, iz Perua, kad kažem, iz delova gde su nevladine organizacije, znate ko ih finansira? Bažut Pacoli, George Soros i tako dalje i tako dalje. Nama su zločine u Makedoniji, Srbiji, Bosni, Hrvatskoj
istraživale nevladine organizacije. A naše sudije i naši sudovi dozvoljavali tako da bude. Zato su oni teroristi bili oslobođeni za ubistvo, pustite što su ih oslobodili, to mene baš briga, za ubistvo službenika, pripadnika organa bezbednosti država koje su branili. 13 kampova u momentu ima na teritoriji Albanije? Tako je. Koji sve trenira tamo u momentu? Za moment, sve one grupacije koje treba da dovedu do nestabilnosti Evropu, koji treba da dovedu do nestabilnosti Balkan, do nestabilnosti Tursku, do nestabilnosti Bliski istok. Можеме ли некој да кажеме? Вие рековте дека луѓе од Каталонија тренираат во тие 13 кампови во Албанија. Дека луѓе, не знам, од Баскија тренираат во тие кампови. Katalonija treba da bude prva baza koja će početi rat u Španiji. To je taj kanal koji treba da počne da ubacuje te Дека izbjeglice. луѓе од Ломбардија, од Италија тренираат тамо. Tako. Ako budete dobro pogledali, vidjet ćete da u svakom konglomeratu čitavog tog sistema o kome ja vama pričam, ja vas samo molim da tu kartu koju vam budem prebacio, da je pokažete na televiziji. Петрушич, дури најголемите светски медиуми, некаде пред 4, пред 5 години, рекоа дека на територијата на Албанија се тренират делови од на таа сириска опозиција. Дури да објаснија дека тој релјеф на границата помеѓу Косово, Албанија и Црна Гора наликува на оние сириски планини. Тоа никој не го демантираше. Луѓе кои се разбират во ваша работа велат дека поранешни припадници кои се блиски на шахот во Иран, веќе повеќе од 20 години живеат, тренираат на Više, od територијата. 1980. godine oni sada momentalno imaju možda od 5 do 7 hiljada ljudi, to su profesionalci vojni koji su svoju decu inkorporirali, gotovo da ne postoji teroristički akt koji je pripreman u bivšoj Jugoslaviji, u kome nisu učestvovali teroristi iz Irana. Kad kažem iz Irana, ne mislim iranske države, nego otpadnici iz Irana koji danas žive kao pripadnici Albanije, odnosno Значи, kao... ти живеат во Албанија. Tako je, kao albanski državljani, samo su poreklom Iranci. To je strašno velika razlika. Znači, oni su danas Albanci. Ali oni su jedni od ključnih ljudi za postavljanje mnogih zamki narodu na našim teritorijama. I svi ih koriste. I svi to znaju. Znači, ovo nije nikakva tajna. Некаде 7.000 луѓе. Blizu od 5 do 7 hiljada ljudi poteklo danas, od Irana. po mojim proročnim, inače, kad je Šahreza Pahlavi pao, kompletne jedinice su pobegle prema Albaniji. Odnosno, ljudi su ih instalirali tada u Albaniji. Prijatelji njihovi koji su... Клучна е Албанија. Albanija je danas ko Afganistan. Ako Albanija ne bude... Ако падне Албанија, Ako Albanija bude kontrolisana, ja ne bih dirao taj narod. Narod ko narod je dobar narod. To je naš narod, s nama je rasto, s nama je živ. Ali taj narod mora da bude okupiran. Ne, taj narod mora da bude okupiran. тоа е напатен народ. Работи за Коркалеп. Оди гледате бензински пумпи во Грција работат албанци. Знам, ali- Конобари во Грција работат албанци. Lepo ste rekli. Конобари у Швајцарија работат албанци. Ne, a sad ću da vam kažem, lepo ste rekli, ali samo tako neuke ljude vi možda naterate da rade za vas. Samo tako neuke ljude, možda od njih da skupljate novac. Samo tako neuke ljude možda poterate da ubijaju za vas. To je problem. Klanički problem, klan i njihova familijarnost, odnosno njihova etika i kultura i dovodi do toga da Makedonija, Grčka, Bugarska, Srbija, odnosno kompletan taj deo oko Albanije i Crne Gore bude danas u opasnosti da eksplodira, ali u bilo kom momentu. Жива ли е идејата за голема Албанија? Ќе се крши ли целата Не постои... балканска конфигурација околу тоа дали ќе биде срушена или ќе биде жива идејата за голема Албанија? Ako propadne ideja Velike Albanije, ako propadne, ostaće Jerusalem, ostaće Izrael i ostaće na Balkanu Srbi i Makedonci, ostaće Evropa, dobrim delom. Ako bude napravljena Velika Albanija, možete mi verovati da u skorije vreme, kad kažemo skorije, godinu, 2, 3, 5, će nastati haos u Evropi, doći će tone izbeglica, odnosno milioni izbeglica prema Evropi sa svih ovih strana, a mi nećemo ništa kontrolisati. A bezbednost Trumpa i Putina će nestati. Судбината на Трамп и на Путин зависи дали ќе биде реализиран тој проект на голема Албанија. Ne. Тоа е системот. Тоа е системот. Ne, Velika Albanija je samo jedan, kako da kažem, 5% od tog projekta koji je rađen i on je sad u završnoj terminalnoj fazi. Zato je tu William Walker, zato su tu Veselin Clark, ljudi koji su oponenti Trumpu, ljudi koji su oponenti Putinu. Ako dobro budete pratili, vi ćete vidjeti da je u Davosu George Soros otvoreno pretio Trumpu i Putinu. On je zaboravio politiku, on je zaboravio sve ostalo. Onaj ko bude dobro pratio Davos, shvatit će da je on otvoreno rekao da ako ta dva čoveka nestanu, da će sve biti u redu i da svet mora da živi u konglomeratu i da svi imaju pravo na život.
Normalno, ali mi da nestanemo. I mi ćemo biti prvi na udaru. Ovo što ja pričam je najmanje bitno koliko će meni ljudi da veruju. Ali će morati svojoj deci jednog dana da objasne zašto su navodno njihovi preci bili takvi zločinci prema ljudima koji su nastali pre 100 godina. Znači, Albanija je nastala pre 100, kad kažem Albanija, ti ljudi koji žive sa nama, ne podcenjujem ih, ja smatram da i oni imaju pravo na svoju slobodu, ali način na koji ih drugi ljudi zloupotrebljavaju i koriste, dovešće i zloupotrebit će taj narod za krvave obračune na Balkanu. Ti krvavi obračuni će se preliti prema Bliskom istoku, odnosno prema Evropi, i niko više neće kontrolisati situaciju. A to će izazvati sukobe ako krene to kod nas, odnosno na Bliskom istoku. To će se preliti svuda po svetu. Rat između muslimana i hrišćana, ako dođe do njega, a doći će način kako to ljudi rade danas, način na koji nas upućuju na to. Možda neko želi da izazove takav rat i da nasilnim merama smanji čovečanstvo, odnosno da zloupotrebi čitavu tu tehničku situaciju, da bi nas doveo da mi ne možemo danas da živimo mirno, odnosno da imamo to što treba. Daleke su ovo projekcije, mnogo daleke. Možda su i bolesne, Vasko, možda su ovo bolesne projekcije. A šta ako su tačne samo 1%? A ja smatram da su tačne najmanje 20%. Ja smatram. Pustite sad Jugoslava Petrušića, pustite njegove ideje o tome šta on vidi. Ali ovo je fakto stanje na licu mesta. Беџет Пацоли. Вие неколку пати го спомнувате Беџет Пацоли, па ни оди интервјуто во различни правци, не можеме да го нијансираме ликот и делото на Беџет Пацоли, еден од клучните играчи на таа албанска диаспора, клучни играчи на тоа албанско политичко бизнис милје, со одлични релации и во делот на системот, како што го нарекувате, кој сака да ја направи голема Албанија, но и во Москва. Во времето на Јелцин гост беше Беџет Пацоли на највисоко ниво во Москва, во Кремљ, го опремуваше Кремљ, правеше палати по Казахстан и така натаму, така натаму. Значи, еден од клучните играчи. Па дури има сигнали дека Беџет Пацоли учествува и во обидот за атентат на Тајип Ердоган или луѓе блиски до Беџет Пацоли. Еден од маркантните личности на косовското милје. Пацоли ја познава од 90-тих година, он je tada jako bio blizak sa mnogim režimima kod nas. U čitavoj bivšoj Jugoslaviji bio je blizak sa ruskim režimom, bio je blizak sa američkim režimom, pomogao je da padne recimo tada Rumunija, učestvuje u obaranju Berlinskog zida, učestvuje u rekonstrukciji Kremlja kad je gađan tenkom, on je radio čitavu rekonstrukciju Kremlja, Badžet Pacoli. Badžet Pacoli. Da, ali ne možete verovati za koje pare. On je punih 8 do 10 godina držao ćerke Borisa Jelcina i danas u računi on ih finansira. Jednoj ćerke je dao 8, lično sam ja radio tu operaciju. U Italiji, lično ja, vidite mene, ja. Znači, ne neko drugi. Ja sam nadzirao tu operaciju. Pričamo o 97. ili 98. godine u januaru. Ne mogu tačno da vam kažem, znam je broj računa i gde, u kojoj banci, na kom mestu, kad mu je dao virmane. Lično je on učestvovao, recimo, da skupi 8,4 milijardi dolara da bude oprošteno Rusiji da bi Srbija bila bombardovana 1999. godine. Badžet Pacoli. Badžet Pacoli je insistirao posle za mnoge druge događaje, ko što su neki ratni zločini kako da bude evocirani. Lično je učestvovao da se prikupi novac za Haški tribunal. Lično učestvuje danas da ne radi Haški tribunal protiv zločinaca koji treba da budu procesuirani. Ne uzimam da li se radi o Albancima, Srbima, Makedoncima, to me ne interesuje. Lično je on učestvovao u tome da taj Erdogan bude od Fatiha Gulana napadnut. Odnosno da svi ljudi koji su napali taj Erdogana budu šiptari, kad kažem šiptari, pardon, Albanci sa teritorije Albanije i Kosova. 4 generala sa tih teritorija su napali Tayyip Erdogan. Svi ljudi sa Kosova, kažem sa Kosova, znači radi se mahom o Albancima, su bili ljudi, 18.000 tih ljudi je danas po zatvorima u Turskoj. Njihove škole su zatvorene, njihovi komerci, njihove radnje su zatvorene. Znači, najveći deo tog političkog udara u čitave organizacije dolazilo sa te strane. Ne kažem da je on sam to radio. Znači, ne treba sad staviti Badžet Pacolija baš na taj nivo. Ali Badžet Pacoli danas najmanje predstavlja političko krilo na Kosovu. Njega to nikad nije interesovalo. Njega ne interesuje. Njega interesuje kako da zloupotrebi političku situaciju u Makedoniji, Srbiji, Kosovu, Bosni, Hrvatskoj i da to zloupotrebi na taj način da dođu njegovi na vlast, a oni me pitaju, a ko su ti njegovi? Clinton, šta ja znam i tako dalje, ta grupacija ljudi koju on poštuje.
da se vrati ekipa Borisa Jelcina, odnosno neprijatelja Vladimira Putina, jako on blizak sa njima, da se vrati jedan drugi sistem, da dođe što više izbeglica, jer je počeo da opada kredibilitet njega, odnosno tih grupacija ljudi, oni više nemaju para. 150 miliona izbeglica koji bi došli iz čitavog sveta i naselili Evropu, odnosno delove Evrope koji su prazni. Treba da donese hiljade, milijardi eura. Treba da donese novu decu, nova radna mesta. O tome svi pričaju, samo vi svi ćutite. O tome svi pričaju, čak i na televiziji vi to imate, i kod vas. I svi vas nagovaraju da mora da dođe do promene. Ako budete dobro pogledali, bar 10 ljudi sa televizije, odnosno iz politike, iz vlasti, policije i vojske priča o tome. Samo što svi ćute, samo što neće niko da kaže ovo što ja kažem. Niko neće da priča o tim stvarima. Da li taj proces može da se zaustavi? Ne znam. Ali u svakom slučaju, taj proces ne bi smeo da prođe bez pitanja toga da i mi imamo pravo da kažemo nešto iako smo takvi kakvi jesmo. I da danas, kad imamo jednog prijatelja ko što je Tayyip Erdogan, kad imamo jednog prijatelja ko što je Vladimir Putin, kad imamo jednog prijatelja ko što je Donald Trump, kad imamo neke prijatelje koji su u Evropi danas na taj gledaju na, ko što je šta ja znam, i mnogi drugi ljudi koji ne žele da nestane hrišćanstvo na Balkanu. Ne žele. Znači, postoje ljudi koji poštuju hrišćanstvo na Balkanu. Pustimo sad Srbiju i Makedoniju. Pustimo sve događaje, pustimo Veliku Albaniju, pustimo Tursku, koja je druga brana posle Jerusalima. Posle Jerusalima je Skoplje pa Beograd. Ako to nestane, nema Evrope. Gotovo. Možete svi da se slikate u Makedoniji, u Srbiji i u Izraelu, pa ćete onda vidjeti na koji način i kako će funkcionisati sve to. Ako horde ljudi dođu i počnu polako da naseljavaju naše teritorije. Pa ćete vidjeti da li smete da izađete na ulicu, pa da li smeju vaše žene, vaša deca, pa kako ste živeti, da li će kupovati u vašim magacinima, da li će kupovati živeti sa vama. Ovo nema nikakve veze sa verom, rasom i veroispovešću. Ovo ima veze sa zloupotrebom religije. Vasko, znači, ja ovdje ne osuđujem nijedan narod, nijednu religiju, nijednu veru. Ovo ima veze sa onim što smo pričali sa ljudima sličnim Goranu Živaljeviću. Gospodin Petruš, može li za kraj da se vratimo što malko na to što se slučaj na 27. april, minatата godina v Skopje? Nekada je 10:30 sa балето на 27. април, Vojislav Šešelj objavува на својот Twitter налог, одреден твит, коментар, кај што вели дека не прашање на денови, не прашање на сати, туку прашање на минути е кога во Македонија ќе дојде до ескалација на политичката ситуација. Значи, Vojislav Šešelj неколку сати пред ескалацијата на политичката ситуација во Македонија прв објавува дека ќе дојде до тоа, дека ќе дојде баш тој ден. Подоцна Шешелj го избришува тој свој твит, меѓутоа останува во перцепцијата дека тој е првиот човек кој тоа го објавува. Има исклучително блиски релации со српските или делови на српските безбедносни структури. Тоа значи дека во Белград одредени луѓе точно знаеле што на 27. април ќе се случи во Република Македонија. Ништа се не дешава ни у Скопју, ни у Београду да то не ради иста група људи. Значи ништа, Васко. Ништа, апсолутно, ни една ствар koja je do sada bila, nije se desilo da to ne bude tesno urađeno u odnosu na događaje koji su se desili u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Te dve zajednice imaju mnogo zajedničkih stvari, mnogo zajedničkih ljudi učestvuje u istim događajima. И вие постојано го повторувате тоа. 99-та година спомнувате обид на Живалјевиć за рушење на Милошевиć и цел систем. Isto i Šešelj. I Šešelj. Ne, isto. Znači sve isti ljudi učestvuju. Ali su im isto pomagali ljudi iz Makedonije. I kad vi budete sve pogledali, gde se nalazio Zajev, šta je radio, na koji način, sa kime se družio, ko se druži s njime, komu pomaže, zašto iz Beograda dođe 20 ljudi da njemu pomaže? Горан Живалјевиć, според вашите кажувања кои ги имам слушано, читано по одредени медиуми, вие го спомнувате во неколку контексти. И атентат врз Драчковиќ, и атентат врз Легија, и атентат врз Зоран Џинџич. Значи, тоа не е човек кој е така паднат во Македонија. Тој си има свој минат труд. Тој минат труд има време, место и облик. Čitava njegova priča koju on ima, on je bio hrvatski agent. On je radio za Hrvate. Goran Živaljević. Kad kažem hrvatski agent, nije on hrvatski, ni hrvatski agent. Gore mu je ispostava. Ta ispostava koja ide odatle, ona prelazi dalje Hrvatsku i tako dalje. Има ли улога, да речеме, во атентатот на Џинџич? Во обидот за атентат врз Вук Драшковиć, во убиството на Аркан. Има ли улога на Горан Живалjević? On je aktivni učesnik u ubistvu Zorana Đinđića. Znači, aktivni učesnik.
Ja sam to ponovio. Što podrazbirate pod aktiven učesnik? Aktivni učesnik da je znao za pušku 12,7 mm Antis koju sam donao, pošto me on ispitivao kad me uhapsio. Znači ja sam bio hapšen kod Gorana Živaljevića. Izmislio je da ima lažni atentat na Slobodana Miloševića. Izmislio je da ima grupa Pauk. Izmislio je Srebrenicu, koja se uopšte nije desila na način kako oni je prikazuju. U Srebrenici su ubijena samo 484 ratna vojna zarobljenika. Izmislio je Ovčaru. Izmislio je zločine na Kosovu, izmislio je zločine na Batajnici i dovoz leša, kad kažem izmislio, prikazuje je u sasvim drugoj konotaciji koja je trebala i za cilj imala okupaciju Srbije. Način na koji je delovao u Makedoniji Isti. je još gori od toga. Način na koji je on delovao, da se javno pojavi u Skupštini, je bio pripremljen mnogo ranije. Mnogo ranije su se pripremile grupacije u Makedoniji koji su radile zajedno s njime da to iskoriste protiv vas i da naprave oko toga aferu i oko Juga, a da niko ne vidi da će Zajev doći, sesti i skloniti vlast. To je bila pripremljena hoštaplerska afera upravo u grupaciji tih ljudi koji imaju istu babu, istu dedu, kad kažem istu... Stavno zbor za jedan istučitelno moken čovjek. Njegova grupa ljudi istu. Kako da vam kažem? Znači, vidite, ako učestvujete ke Milošević, Ne, malo pre... ako učestvujete ke Đinđić, znači, velite ima aktivnu uloga u atentatu na Zoran Đinđić, Goran Živaljević. Učestvovao markiranje ili podgotovka na teren za atentat vrs Vuk Drašković v Crna Gora. Tako je. I deka učestvovao egzekucija na Arkan, Željko Renatović Arkan. Tako. I uzeo moje oružje i to oružje danas ne postoji, ono je sakriveno. I to oružje koje je sakriveno, 16 godina, 18, ne da mi niko to oružje. On ga je oteo od mene. Dobro, kako može sa puškata koju vi nosite? Ne puška, pištolj mi je taj koji da, mi uzeo. Zarkan, deka ubijen su vaš od pištol. Da. I taj čovjek koji sve to radi, živi najslobodnije. Igor Jug će živjeti najslobodnije. Ramuš Haradinaj će živjeti najslobodnije. Naser Orić će živjeti najslobodnije. Ante Gotovine najslobodnije. Ali ko se krije iza njih? Sistem o kome ja pričam. Pustite te ljude. Zaboravite te ljude. Ko je Toma Đurin? Izraelski agent koji se predstavlja kao Mosadov agent. Čovek koji je učestvovao u veleizdaji zemlje Srbije. Čovek koji je nameštao tačke da budu bombardovane u Srbiji. Goran Matić je bombardovao kinesku ambasadu. Znači bombardovao. On je locirao taj cilj. On. Locirao je cilj da kineska ambasada bude bombardovana. 99. godina. Tako je. Jer mislite da ga neko goni iz Kine? Ja pokušavam samo da vam kažem koliko je moćan taj sistem. Ja samo pokušavam ljudima da kažem da taj sistem u kome sede takvi ljudi, da li se oni zovu Orići, da li se oni zovu Živaljevići, da li se oni zovu Haradinaj, da li se oni zovu, šta ja znam, u Makedoniji imaju neko svoje ime, to su sve iste grupacije koje rade za iste gazde. A novac koji prikupljaju za njih su ljudi slični Pacoliju. A novac koji organizuju za njih na najvišem nivou su Soroši. A ljudi koji izvršavaju medijske manipulacije oko svega toga su različite Nataše Kandić i tako dalje i tako dalje. I različite nevladine organizacije. I to ima sve svoj slet okolnosti. I onog momenta kad vi kažete istinu, 150 ljudi sa različitih strana će da vam preti, da dolazi, da vas ubeđuje, da vam daje ovo, da vam daje ono, da vas pita... Da je pre deka ste budala, deka izmisluvate, deka ve kupile, deka neko preko vas gi spomnuo tije rabote i deka gi pravi. Znači, ovo je kod vas 6. ili 7. emisija. Da. Uzmite sve emisije, stavite ih jednu pored druge, pogledajte ih, vidjet ćete da nema ni 10% grešaka onoga što sam ja rekao. Ali uzmimo da ima 50. Evo da sam 50% pogrešio. Pa ko je taj čovjek na ovom svetu koji može 10 godina da im kaže ovo što im ja kažem? Šta, hoće da kažu da laže? Hoće da kažu da ovo nije tačno? Hoće da kažu da me sude 20 godina zato što sam pametan? Hoće da 20 godina nemam pravosnažnu presudu? 20 godina me sude. Za ubit, za atentat vrs Milošević? Ne, niko me nikad nije pitao. Navodno da sam ukrao na Kosovu 1000 maraka, da sam naredio da 2 NN lica nastradaju i da sam špion. Francuski? Ne, da sam pripadao francuskoj službi, ne da sam špionirao protiv Srbije. I to traje 20 godina. Šta vi mislite? Da mene ne bi neko presudio... Petruć, behte špijun? Ne, nikad u životu. Ja sam bio samo profesionalac. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус.
Не секој алфа е и цеха. Барајте го оригиналот цеха. Барајте стриктно од гелита. Не секој алфа е и цеха. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната цеха. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со господинот Југослав Петрушич. Ние објавивме, почитувани гледачи, некаде околу 80 до 85% од снимениот материјал со господинот Петрушич. Остатокот од 20%, некаде во трајање околу 20 до 30 минути, ќе биде објавено во наредната или наредните емисии во Центар, како некакво антерфиле во состав на тие емисии. До тогаш, до идната недела, во истото време, сакам пријатна вечер, Македонија, каде и да си.